Несватливо е како македонска политичка партија како што е СДСМ сака да навлече одговорност и стигма врз својот народ со прифаќање на резолуцијата според која во Македонија од 1912 до 1956 година е направен геноцид врз албанците, вели за телевизија Нова директорот на Институтот на европски студии во Белград Миша Ѓурковиќ. Според него, ова барање од платформата на албанските партии предизвикало многу реакции во Србија, а носењето на резолуција за наводен геноцид би ги загрозила односите меѓу Белград и Скопје. За тај период од 44 до 56 фактички сами македонци највише били окривljeni да су они починили тај злочин геноцид и у том смислу ми е заиста чудно да е македонска партија као што е СДСМ прихватила да на свој народ навуче не само на нас овде на Србе, него и на свој македонски народ да навуче стигму одговорности за некакав геноцид и друга ствар што тоа има озбилни политички последици у смислу да албанци заправо тражат да се на тај начин призна да су они фактички били конститутивни народ и како веќе говори у парламенту собрању као конститутиван веćinски народ, да су онда вештачки геноцидом укинута njihova права и njihova бројност и они сведени на ниво мањине. Неодамна и српскиот весник Политика анализираше дека тиранската платформа може да го разгори Балканот поради точката со која се предвидува резолуција во собранието со која се осудува наводниот геноцид над албанците во Македонија. Според весникот, албанската платформа може да се третира како четвртата албанска лига. Иако од СДСМ нема официјален став дали за овој дел од платформата е постигнат договор со албанските партии, подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска изјави дека незината партија би поддржала документ кој би покажал дека во периодот пред Втората светска војна во Македонија се случил геноцид врз албанците, а резолуција која што би го осудила страдањето на граѓаните, односно на цивилното население пред Втората светска војна, во собранието ќе се усвои со консензус. Она што била почетна цел е да се осудат страдањата на граѓаните, на цивилното население во периодот на минатиот век, до пред Втората светска војна. Дали таква резолуција ќе се усвои во парламентот? Таков еден концепт кој што покажува дека сите заедно сме страдале, кој покажува дека војните и поделбите и донеле лошо на оваа земја и на нејзините луѓе, тоа мислам дека со консензус во собрание ќе се усвои. Дека ЗАЕФ и СДСМ се подготвени да гласаат за геноцид врз албанците на територијата на Република Македонија, неодамна потврди и портпаролот на ДУИ Бујар Османи, кој изјави дека за нив тоа е важно прашање кое треба да се затвори, додавајќи дека со СДСМ и ЗАЕФ имаат договори за ова прашање. Пратеникот и потенцијален коалицијски партнер на ЗАЕФ Зијадин Селапак на една од собраниските седници ги обвини македонците за геноцид врз албанците. Според Села, македонците се уште имаат геноцидни тенденции кон албанскиот народ. Ова заедничка декларација, уште еднаш ќе повторам, е на политичките албански партии и вие може да употребувате разноразни поими да ја нарекувате тиранска или приштинска платформа. Како што сакате можете да ја наречете, но реалноста во Македонија е следна. Над половината од население, може би и повеќе, се експлоатира. Реалноста е дека помина над 16 години од подпишувањето на Охридскиот договор и истиот не се почитува до крај. Реалноста е дека ние треба да отвориме не само геноцидот на тие години кои се спомнуваат во таа декларација, туку треба да говориме и за геноцидот кој нанесе на семејството Зекири во Радишани. Вистината е дека вие се уште имате тенденции геноцидни кон еден цел народ. Кога велите ако сакате права, отидете во Тирана, отидете во Албанија. Со платформата која што беше договорена во Тирана по изборите, освен усвојување на резолуција во собранието со која ќе се осуди наводен геноцид врз албанскиот народ во Македонија, меѓу другото се бара употреба на албанскиот јазик на исто ниво со македонскиот и за таа цел да се промени уставот, албанските партии да се вклучат во преговорите со Грција за името, а потоа да се отвори дебата за знамето, химната и за државниот грб.